Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Министр Андоновски, изјавивте дека дигиталната трансформација мора да се изгради на 3 столба: поврзаност, сајбер безбедност и инклузивност. Од денешна позиција, колку сме далеку од тој пат? Па важно е дека го започнавме патот. Македонија беше еден од предводниците на дигитализацијата во периодот до 2014-15 година и чувствувам дека има потреба кај граѓаните тој процес да забрза и да продолжи со позасилено темпо за да се вратиме на тие успешни патеки. Зошто велам дека имам такво чувство? Имаме сериозен IT талент во општеството, градиме сериозни кадри од институциите. Кога споменавте во делот на кадар, имаме сериозен недостиг на кадар кој што треба да работи во тој сектор. Постои сериозен недостиг на кадар и во приватниот и во јавниот сектор во поглед на ИКТ индустријата, затоа што побарувачката е се уште навистина голема и заради тоа и платите се многу високи и затоа што универзитетите подготвуваат квалитетен кадар кој што веднаш се наоѓа свое место на пазарот на труд. Иако имаме едно запирање на дел од меѓународните проекти кои што се однесуваат на приватниот сектор, сметам дека побарувачката ќе продолжи да се зголемува за оние кои што се квалитетни. Како тогаш ќе се дојде до тој кадар со оглед на тоа што е воочено дека има недостиги во самата национална сајбер стратегија? Како ќе се дојде до кадарот? Кај сајбер професионалците имаме и дополнителен проблем. Кој е тој проблем? Тоа е што кога работите на проекти за сајбер безбедност, многу е важно да го ангажирате јавниот сектор прво. Многу е потешко да ангажирате приватна фирма на тендер, која што ќе се грижи за вашата сајбер безбедност, а таа фирма да речем утре е продадена на некоја држава или институција која што е противник на Македонија или не е член на НАТО или некоја таква состојба ни се случува и заради тоа е важно да ангажираме во јавниот сектор сајбер професионалци. Затоа со новиот закон кој што го подготвуваме, имаме предвидено дел кој што е дополнителен надоместок за луѓето кои што ќе бидат сајбер професионалци во сите институции во државата, особено институциите од критичната инфраструктура и второстепено засилена улога на секторот за сајбер безбедност во рамки на Министерството за дигитална трансформација, кој што треба да добие уште поголем надоместок за нивната работа. Неодамна државата беше сместена во топ 10 држави кои што се најранливи во однос на сајбер безбедноста. Дали преку овие законски решенија за кои што говорите треба да се подобри оваа ситуација? За жал, ние сме држава која што оставена без закон за сајбер безбедност, додека сите држави и од регионот и од Европа донесоа такви закони уште пред 10, 12, 13 години. Ние го правиме напорот да се донесе законот сега, мислам дека до јуни месец ќе биде донесен, и тој закон ќе биде нашиот патокас каде треба да се движиме во сајбер заштитата. Сега заштитата која што ја нудиме во сајбер просторот е адхок. Ако некоја институција сама реши да се заштити, тоа го прави. Но се уште немаме обврска кај сите институции тоа да го прават и заради тоа е ваквата невоедначеност која што ни се случува, да определени институции се многу често мета или се потенцијална мета на сајбер напад. Меѓутоа државата изминатите години потроши милиони евра во заштита на институциите. Очигледно е дека нема епилог од тоа. Интересен податок е дека над 20 институции имаат купувано руски антивируси. Исто така е точно дека десетици институции ненавремено ја зголемиле или ја надградиле својата заштита, па работеле со истечени лиценци. Точно е фактот дека голем број на институции сместуваат податоци на граѓаните на сервери кои што потоа не се грижат дали се доволно заштитени или каде им се сместени. Тоа се прашања со кои што сите институции адхок ги решавале. Зошто? Затоа што за разлика од сите други закони, во законите кои што се однесуваат на сајбер безбедноста, на управувањето електронско, ние немавме прекршочни одредби инспекцијски надзор. И немате кој да врши инспекција и надзор дали тие одредби од законите се почитуваат. Со измените кои што сега ги донесовме и со новиот закон за сајбер безбедност, државата, Министерството за дигитална трансформација тоа ќе го контролира и потенцијално ќе казнува онаму каде што гледаме дека институциите не постапуваат. За кои институции станува збор за овие 20? Што ги велите? 20 институции дека набавиле руски антивируси. Па може да се забележи од истражувањата во јавните набавки кој каква лиценца има купено и за каков антивирус станува збор. Секако тоа не е противзаконски, не е кривично дело, затоа што тие компании постојат, функционираат, но ставот на државата не може да биде дека сме членка на НАТО, дека сме западно ориентирани и целиме кон евроатлантски интеграции, во исто време да купуваме руски антивируси. Дали во иднина МКД ЦИРТ
при Агенцијата за електронски комуникации ќе остане единственото тело каде што треба да се пријавуваат сите сајбер закани и напади. Концептот кој што го развиваме со националната сајбер стратегија е да имаме два вакви центри. Едниот е МКД ЦИРТ кој што останува во Агенцијата за електронски комуникации, а другиот е владиниот ЦИРТ кој што ќе биде сместен во сајбер секторот во Министерството за дигитална трансформација. Зошто? Заради тоа што надлежноста на владините институции ја има владата. Тоа се министерството и органите во состав. И сакавме тука од прва рака да ги имаме на увид сите состојби кои што ни се случуваат во владините институции. МКД ЦИРТ останува единствена точка за контакт што се однесува за приватниот сектор и за институциите каде што ние како министерство немаме надлежност. Например, тоа е собранието. Затоа што собранието има поголема улога од владата и ја избира владата, не можете вие да вршите надзор над работата над собранието, но собранието може да пријавува инциденти во националниот ЦИРТ, во МКД ЦИРТ. Многу ќе биде важно и тоа го утврдува и сајбер стратегијата и во постојана комуникација сме со Агенцијата за електронски комуникации да направиме една заедничка платформа на која што овие два ЦИРТови ќе комуницираат постојано 24 часа. Таа платформа ќе значи дека независно каде ќе пријавите, информацијата ќе ја добиваат двата ЦИРТови и ќе можат заеднички да постапуваат. На крајот на декември се донесе и Законот за електронски документи, оние кои што се издадени од државните институции електронски ќе важат исто така како и во хартиена форма на кој што или ќе им се удри печат, колку државните институции, меѓутоа и приватните компании ги почитуваат новите законски одредби со оглед на тоа што имаше медиуми кои што објавија и дека во текот на јануари се уште има проблеми, односно не се почитува законското решение и дали е даден некој преоден период за тоа да конечно да стапи на сила. Еве поминуваат веќе 2 месеци од примината на законот, што се однесува до јавниот сектор, досега до нас не се стигнати поплаки дека не се признаваат документи во институциите, што значи дека институциите навремено ажурно го увиделе нашето упатство и препораките кои што ги пративме за правилна примена на законот. Во приватниот сектор постојат определени недоследности, претежно коментарите беа од банките и од дел од нотарите. Но јас веќе испратив минатата недела допис и до нотарската комора, се надевам дека и тие ќе го уредат своето поведение во насока на примена на целосна примена на овој закон и овие се тие меки мерки за кои што зборував од почетокот, со дописи, со укажувања, со состаноци, со разговори да ја поттикнеме примената на овој закон. Во паралела на тоа работиме на лиценцирање на инспектори за прв пат во поглед на примена на законите кои што се во Министерството за дигитална трансформација и со почетокот на нивната работа, ако гледаме дека институциите не сакаат да го сообразат своето однесување, ние ќе примениме и репресивни мерки, што значи прекршачни санкции и платни налози. Од почетокот на 2025 година Управата за водење на матични книги влезе под капата на Министерството за дигитална трансформација. Би сакал да ве прашам, изминатиот период народниот правобранител Насер Зибери излезе во јавност и кажа дека се уште имаме голем број на фантомски граѓани во државата, 400 или 500 и негде, иако негде во 2021 година се донесе законското решение со кое што тие лица треба да бидат препознаени пред системот. Каде е закочена работата и зошто се уште обстојува овој проблем? Веднаш ќе се зафатам со ова прашање и ќе формирам една работна група меѓуресорска, која што ќе треба да им помогне прво на овие луѓе кои што веќе започнале процедура, таа брзо да ја завршиме, а потоа да ги детектираме оние кои не се регистрирани, но можеби и не сакаат да се регистрираат. Постои едно таков стравка и определена бројка на тие луѓе дека нема простор за нивна регистрација, не сакаат да бидат дел од системот, не му веруваат на системот, но наша задача ќе биде да ги разубедиме кога ќе ги завршиме сите овие кои што сакаат да си ја завршат работата. Ова се маргинализирани лица кои што се оставени на работ на општеството и мислам дека можеме со заеднички напор да бидеме првата држава која што ќе има 0 нерегистрирани лица. И во Тоа беше целта на законското решение во 2020 Да, за жал не успеа целосно се реализира до сега законското решение и покрај напорите, но мислам дека со работата на оваа работна група до крајот на годината ќе успееме најголемиот дел од оние кои што сакаат да се регистрираат да ги регистрираат. Во планот на владата во тековната 2025 година е донесување на нов закон за медиуми. Веќе имаше расправа
и помеѓу невладините организации, меѓутоа има, претпоставам дека има и предлог законско решение кој што го изготвува Министерството за дигитална трансформација. Земени ли се забелешките од новинарските здруженија и во која фаза е донесувањето на законот? Ќе донесеме две поголеми измени на законот. Првата, која што е во моментот во владина процедура, е регистрирањето и признавањето на онлайн медиумите. Бевме единствена држава од поширокиот регион која што не препознава онлайн медиуми во својот закон за медиуми, што значи дека не им дозволува на онлайн медиумите и во странство и дома да се препознаат како медиум. И ова ни е една примерна задача за да го разрешиме овој правен вакуум кој што ни се појавуваше, и таа измена ќе биде многу скоро во собранието и се надам на голема поддршка. Имавме дебата што јавна, што директна со здруженијата на онлайн медиумите, здруженијето на новинарите и останатите есновски здруженија, за да овој закон, оваа измена, помала измена на законот помине сега, и веднаш потоа продолжуваме со работа на прилагодување на Европскиот закон за слобода на медиумите, European Media Freedom Act, кој што ќе треба да го прилагодиме за нашите услови. Велите дека е во владина процедура, до кога може да се очекува да се донесе? Па очекувам дека ќе биде донесен во текот на месец март, евентуално месец април. Тоа значи дека до октомври или ноември, кога ги имаме локалните избори, ќе прекине таа пракса на доделување на пари на новоформирани портали кои што важат за портали кои што се наклонети кон една или кон друга политичка партија, немаат македонски домени, немаат вработени, и кои воопшто ќе бидат условите за да се влезе во тој регистар, односно во тој закон? Интересно прашање покренувате. Тоа прашање за финансирање на онлайн медиумите за избори е регулирано во изборниот законник. И со измени на законот за медиуми ние не можеме да го допреме прашањето на финансирање на медиумите во рамки на изборната кампања, но ќе биде моја препорака отворена до оние кои што ќе подготвуваат некакви измени, ако тие се подготвуваат на изборниот законник, да ги земе предвид регистрирањето на медиумите, на онлайн медиумите во законот за медиуми, измените што ги правиме. Кои се измените на законот за медиуми? Кратко за регистрирање. Регистарот ќе го води Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, и условот е, во моментот како што е напишан, условот е да еден медиум има најмалку тројца вработени за да може да се регистрира во тој регистар, и секако да има македонски домен и импресум во кој што точно се наведени кои се одговорните лица кои што се во медиумот, и мислам дека тоа е еден низок праг кој што може да се достигне од најголемиот дел од медиумите, од онлайн медиумите во државата, и без проблем тие ќе се регистрираат во агенцијата. Како Министерство за дигитална трансформација најавивте и 1,5 милиони евра за игран филм, документарец, ТВ серија за Тоше Проески во копродукција на МРТ и други балкански национални сервиси. До каде е оваа идеја? Половина од средствата кои што ги предвидовме веќе се исплатени на сметката на Националниот радиодифузер МРТВ. И од тука процесот го оставаме директно целосно на нив како организатор на овој јавен повик на кој што ќе се пријавуваат копродукции. Претпоставам дека процесот е во тек. Ние нема да се мешаме во содржинскиот дел, во изборот на актерска екипа, изборот на продукција, но сакаме да бидеме дел од процесот и сакаме да го поддржиме, затоа што сметам дека недоволно се одолживме на Тоше Проески како наша македонска икона и најголем репрезент, амбасадор на Македонија во светот, особено на Балканот. Мислам дека ова ќе биде многу успешен проект. Имате ли зададено временска рамка до кога тоа треба да биде готово? Според информациите кои што ги имаме и барањето кој што беше доставено до нас од македонската телевизија, станува збор за 3-годишен проект кој што ние го финансираме во оваа прва и потоа во втора или трета фаза кога ќе видиме напредок. Очекувам дека оваа година ќе биде избрана продукцијската куќа која што ќе го работи ко продукцијскиот проект и веќе ќе започнат подготовките и се надам дека ќе имаме многу успешен продукт наредниве 2 или 3 години. Министра, како гледате на неодамнешните обвинувања за непотизам од опозицијските партии во однос на вашиот татко и на вработувањето на вашиот брат? Па јас неколку пати ги искоментирав овие прашања, не многу имам што да додадам на темата. Брат ми е вработен во овие институции повеќе од 10 години, што значи дека никако не може да биде поврзано со мојот ангажман. Тој бил вработен пред јас воопшто да стапам на оваа функција.
Мојот татко е ангажиран како советник за национална безбедност кај премиерот, што значи дека тоа е една директна врска помеѓу канцеларијата на премиерот, односно владата со него како надворешен советник, така што во ниеден начин не сум бил вклучен во нивниот избор или позиционирање. За нивните квалитети и квалификации веќе зборував, би било фалбаџество ако повторно ги повторувам, но со една реченица би кажал дека државата многу може да добие од ваквиот профил на кадри ако правилно ги искористи. За жал, тие не беа во минатото доволно искористени, но честа е голема од страна на премиерот да ги ангажира да помогнат во безбедност, гарантирање на безбедносната состојба на Македонија. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам јас. Почитувани, вие го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.